Добро ви утро. Ќе отвориме една тема која што отвори многу прашања, многу недоумици и навистина од некои и од медиумите со оглед на тоа што се споделуваат многу информации и страв во оделни земји. Кога веќе вака најавувам директно со информацијата дека во средата последна вест околу нуклеарните централи во Украина дека постои опасност од експлозија на муниција во нуклеарната централа, поточно во Чернобил, со што последна информација од вчера е дека дел од руските трупи се повлекоа од Чернобил, останаа само дел од нив кои што сушност и како што велат од руска страна ја чуваат нуклеарната централа, но каква е состојбата на нуклеарните централи во оваа земја? Добро утро уште еднаш од мене. Некако фокусот во последно време е токму на Украина и на нуклеарните електрани таму. Украина е нуклеарна земја, тоа значи дека таа има нуклеарни електрани, но исто така има и складишта на нуклеарен отпад и секако нуклеарни постројки кои се користат во индустријата и во медицината. Во овој момент Украина има 3 активни нуклеарни електрани со околу 15 реактори. Исто така дополнително таа има и уште 3 затворени нуклеарни електрани, меѓу кои е ова познатата Чернобил, за која и во минатото и сега слушаме многу. Тие произведуваат половина од електричната енергија на Украина. Во овој момент работат 8 од 15 активни реактори. Вклучително и нуклеарната електрана во Запорожје, што е под контрола на руската војска. Исто така, под контрола на руската војска се и неколку мали постројки за радиоактивен материјал близу до Мариупол и Харков. Секако и нуклеарната електрана, вие кажавте, Чернобил, која всушност е исклучена. Во овој момент нема радиација, покачена радиација надвор од внатре и надвор во нуклеарните електрани на Украина. На почетокот од ова, да кажем, инвазија се појави зголемување на радиоактивноста близу до Чернобил, затоа што кога руските воени возила поминуваа, се подигна земјата која беше стана радиоактивна во минатото. Неодамна вие бевте присутна на Меѓународната агенција за атомска енергија, всушност и вие сте национален координатор на еден голем проект од Македонија. Она што сакам да ве прашаме, постои ли загриженост во агенцијата за нуклеарните централи, она што се случува во овој момент во Украина? Да, јас бев токму таму кога започна војната во Украина. Меѓународната агенција за атомска енергија реагираше во истиот момент, беше свикан бордот, составен од 35 жени членки на Обединетите нации и на која преседаваше генералниот директор, господинот на агенцијата, господинот Гроси. Веднаш потоа имаше пресконференција и агенцијата од тогаш па до сега континуирано известува еднаш до 2 пати дневно за ситуацијата во Украина. Ставот на агенцијата е дека се прекршени сите принципи на правото поврзано со нуклеарната енергија. Овие начела се вградени во така наречени 7 точки кои треба да ги почитуваат земјите членки на Обединетите нации. Прво, земјите што имаат нуклеарни постројки, да кажеме, било од кој вид, нивната територија, на местото каде што се овие постројки, треба да биде загарантиран интегритетот. Тоа значи дека таму треба да влегуваат само овластени луѓе, назначени од државата во која се наоѓа постројката. Ние сме свесни дека тоа веќе во Украина е нарушено. Потоа да функционираат целосно безбедносните системи во нуклеарните постројки, вклучително и нуклеарните електрани. Мислам дека барем овој дел се уште функционира во Украина, нема најави за нарушување. Персоналот мора да биде слободен да ги исполнува своите должности и физички и психички да одговара на задачите што ги има. За жал, во овој момент и во Запорожје и во Чернобил, знаеме дека тие 2 електрани се
од контрола на руската војска и од почетокот на завземањето на електраните до сега персоналот не е сменен. Тие работат во смени, но не може да ја напуштат централата. Исто така, многу е битно да имам напојување со електрична енергија на нуклеарниот објект однад. Но секако, секој нуклеарен објект има и своји генератори на електрична енергија, најчесто дизел генератори, кои ако се случи некаков инцидент, секако се вклучува. Многу значајно и кој уште правило е нарушено. Мора да има и непрекинати логистички комуникации за транспорт со околината. Секако и ова е нарушено како концепт и континуирано да се следа радиацијата и да се мониторира до регулаторот, украинскиот регулатор, а потоа и до Меѓународната агенција за атомска енергија. Во овој момент повеќето информации доаѓаат до атомската агенција, но во дадени моменти има прекин по таа комуникација. Добро, а кога зборуваме веќе за Меѓународната агенција за атомска енергија, кои се надлежностите, колку таа може да влијае, чинам, не само на нуклеарните централи, туку и на арсеналот, нуклеарниот арсенал кој што го има една држава, тие имаат влијание, имаат надлежност? Меѓународната агенција за атомска енергија е со седиште во Виена и таа е дел од Обединетите нации, во која се вклучени сите земји членки. Основната цел на агенцијата е да ја користи енергијата од атомите за мир и развој. Значи, тоа е основното мото. Таа има мандат за мониторинг и контрола на лице место во електраните, но и на оружјето. Агенцијата има огромен број на инспектори кои се во постојани мисии во нуклеарните објекти, а во случај на инциденти се случуваат и дополнителни мисии. Значи, тоа се случува моментално во Украина. Колку што се сеќавам на почетокот, кога почнаа преговорите помеѓу Украина и Русија, и директорот на агенцијата Гроси замина во Турција на една таква мисија. Сега, согласно меѓународното право, земјите членки се должни и поставуваат, ги даваат своите информации околу радиационната сигурност и безбедност во автоматизирани системи на Меѓународната агенција, која се нарекува Меѓународен информативен систем за следење на радиацијата. Значи, тоа континуирано се добиваат информации што се случува со радиационната безбедност на светско ниво. Исто така, кога ќе настанат некои инциденти, како што е случајот со Украина, се вклучува и Центарот за инцидентни и итни случаеви. Веднаш по нападот на Русија, генералниот секретар испрати апел до сите членки на Обединетите нации, а со тоа и на Меѓународната агенција за атомска енергија, да го почитуваат правото и обврската што ја подпишаа во резолуција во 2009 година, дека секој вооружен напад и закана против нуклеарните објекти кои се користат за мирни цели представува кршење на принципите на повелбата на Обединетите нации, секако и меѓународното право и статутот на агенцијата. А токму тоа сега се случува во Украина. Сега, професорке, еден речник, една реченица со која што во последно време руските политичари се служат. Поопасно е ако имаме ракетен напад со нуклеарно оружје, отколку хаварија на нуклеарна централа. Колку сме оптимисти дека е ова само некоја закана, затоа што во, не дај Боже, хаварија ситуација и Русија ќе има штета? Со жалење можам да констатирам дека руските политичари овде се во право. Не би сакала ни да помислам што ќе се случи ако се употреби нуклеарно оружје во овој така сензитивен регион. Сигурна сум дека ќе започне глобална нуклеарна војна, а сите ние знаеме дека тоа може да значи и крај на човештвото. Она што ме држи оптимистична е дека можеби
нуклеарното оружје веќе кое е развиено повеќе од 100, ако не повеќе, барем 70-тите години, веќе е толку технолошки развиено да оние што тие десетина земји кои го поседуваат се свесни што може да се случи ако се употреби оружјето, нуклеарното оружје во даден регион. И сега директно ќе ве прашам колку нашиот регион е изложен на опасност? За не дај Боже ситуација. Од оружје или од па од не дај Боже евентуална хаварија и од нуклеарната централа, но и од оружјето. Ги зборуваме двете страни ги гледам. За оружјето реков. Значи овде не би сакала да навлегувам повеќе затоа што тоа значи глобална војна, светска војна. И јас би сакала малку да ги успокојам нашите жители во однос на информациите што пристигаат некогаш точни, некогаш не толку точни од тоа што се случува во Украина и што би било ако настане евентуална хаварија на некоја од нуклеарните електрани. Јас би направила една паралела со оно што се случуваше во Чернобил 1986 година. Тогаш имавме имавме хаварија, инцидент во кој настана експлозија на дел од нуклеарната електрана каде што беше и реакторот. Тогаш во атмосфера нешто слично би било, значи јас навистина не сакам со тој речник да зборувам, но во тој момент во атмосферата се испуштија големи количини од радиоактивен материјал, повеќето стронциум 90, плутониум, америциум, и каде што радиоактивноста на овие елементи се намалува за половина за 30 години. Значи, после 30 години на тлото каде што паднале има половина од радиоактивноста. Исто така имаше и радиоактивен јод кој исчезна само за неколку месеци. Сега, кои земји во тој период беа најмногу изложени? Се појавија 4 краци на радиоактивниот облак. Најизложена беше Белорусија, па Украина, па Русија, Шведска, Финска и Австрија. Сите тие земји кои едноставно немаат планински венци помеѓу Чернобил и нив. Инцидентот се случи на 26 април, а радиоактивниот облак во Москва пристигна на 30 април, за да во Англија пристигне на 3 мај. Македонија скоро и да не беше зафатена од тие 4 главни краци на радиоактивниот облак. Еве, например, во Грција тој облак стигна на 3 мај. Едноставно, планинските венци, Карпатите, Балкан, Рила, Пирим, минаваат некоја природна заштита од некаква реална закана кај нас да дојде огромна количина на радиоактивен материјал. И всушност, ако настане хаварија во нуклеарните електрани, прво ќе бидат загрозени Русија, па и Белорусија. Велите да бидеме спокојни и сигурни за, не дај Боже, ситуација. Она што би сакала само ете на крајот да го заокружиме овој разговор е дека некои земји како Германија тргнаа во процес на затварање на нуклеарни централи, некои велат дека ќе градат пак нови. Кои се вашите информации во тој поглед? Нуклеарната енергетика како една од најевтина енергија, секако со сите своји, да кажеме, предизвици што ги има, имаше голем раст но тој и на долгорочен период, но со Чернобил и Фукушима некако тој предвиден долгорочен раст застана. Сега има повеќе сценарија како се развива нуклеарната енергетика и како се развиваат нуклеарните програми, зборуваме за енергетика. Големите држави вообичаено користат своји капацитети и човечки и финансиски ресурси за да градат нуклеарни електрани, а други пак се решаваат за целосно странски капацитети. Таков е случајот, например, со Турција. Турција гради моментално нуклеарна постројка, електрана, со целосно руска технологија и каде што на почетокот таму ќе работи руски кадар. Италија беше нуклеарна земја, за да
скоро Чернобил со референдум ги затвори. Пробаше некако пред неколку години со поддршка на Меѓународната агенција за атомска енергија да ги отвори повторно, но за жал, не за жал, туку се реши за едно друго сценарио да инвестира во нуклеарните електрани во Франција. Германија, знаеме, после Фукушима, може би има влијание и политичките случувања и доаѓањето на зелените во власт, се одлучи за постепено затварање на нуклеарните електрани и нивна замена со обновливи извори. Еве, например, за разлика од Германија, Обединетите арапски емирати, кои се 6-та земја во светот во производство на нафта и газ, тие градат имаат нуклеарна програма уште во 2008 година за градење на нуклеарни електрани. Само пред еден месец, пред почетокот на Украинската војна, Франција се изјасни дека до 2050 година изгради 6 нови нуклеарни реактори, од кои првиот би започнал 35 година. Започнувањето на нуклеарна програма во дадена земја мора да се донесе само со позитивно мислење на населението. Секако, имајќи ги предвид сите предизвици, што значи да имате нуклеарна електрана во земјата, би препорачала тоа да биде само во оние земји кои реално имаат традиција, односно кои веќе имаат нуклеарна енергетика. Професорке, ви благодарам за разговорот, особено кога е вакво сензитивно прашање, треба да ја прашаме интелектуалната фела, да подобјасни и убаво разјасни, да бидеме сигурни ние граѓаните, затоа што многу информации изминатиот период ја разбрануваа јавноста и помалку исплашија со дел од информациите. Ви благодарам за издвоеното време, благодарам што бевте гостин во Македонија наутро.